Биби лета за Австралија. Во далечната Австралија, близу градот Дарвин, имаше една голема савана каде што живееа разновидни животинки, птици и инсекти. Во саваната, во едно семејство папагали, 2 дена по своето братче Вибо и сестричката Нана, едва се испили и третото, најмалечкото папагалче, на кој неговите родители му дадоа име Бибонго. Но бидејќи Бибонго беше најмалечок и најсладок, сите нагалено го викаа Биби. Биби не само што беше најситен, не само што се испили последен, туку излезе и дека е последен во се. Помалку јадеше, помалку вежбаше летање и беше далеку од сонот да ги стаса Вибо и Нана со растењето. Еден сончев ден, дури мајката и таткото на Бибонго ловеа абориџински мушички, дрвни црвчиња и собираа семиња за да им донесат ручек на своите пилиња, во шумата се појавија луѓе, ловци на екзотични животни. Лоши луѓе беа тие. Ги ловеа животните, ги заробуваа и ги продаваа далеко од нивните домови и семејства. Кога ги здогледаа ловците, Вибо и Нана почнаа да скокаат од гнездото и да летаат што повисоко по гранките на дрвјата. Биби последен скокна од гнездото и се обиде да лета. Пафташе и пафташе со крилцата најсилно и најбрзо што може, но крилцата му беа малечки и нежни и наместо да летне повисоко во гранките, тој падна пред нозете на ловците. Ловците го фатија, го заклучија во кафе со други папагалчиња и ги однесоа во склад со разноразни други заробени животни. Доцна во ноќта, сите кафези со заробени животни ги натоварија во авион и ги однесоа далеку на друг континент во продавница за екзотични животни. Бибонго беше видно послабичок и помалечок дури и од папагалчињата во продавницата, па затоа му ставија најниска цена за веднаш да го продадат. По неколку дена во продавницата влезе млад пар и се одлучија да го купат токму Биби на подарок за една многу стара баба по име Клара, која неколку години живееше сосема сама и беше многу осамена. Баба Клара многу ги сакаше и почитуваше сите животни. Кога и го донесоа Биби, на нејзиното лице блесна насмевка која траеше цела вечност и срцето ѝ се наполни со милост. Уште истиот ден, баба Клара ја отвори вратичката од кафезот на Биби, за тој да може слободно да лета низ станот. Сепак, Биби знаеше дека не може да лета и поради тоа не се ни осмелуваше да излезе од кафезот. Баба Клара беше трпелива и навистина се трудеше Биби да се чувствува сакано, па на масичката каде што стоеше кафезот на Биби, таа секој ден оставаше разновидна храна. Најчесто му оставаше парченца варен компир и морковче, свеж домат, листови зелка или резанки од краставичка. Полека, Биби собра храброст да излезе од кафезот и да го истражи просторот. Направи кратка прошетка по масичето и реши да проба малку од краставичката. Внимателно и плашливо грицна со клунчето и умот му се заврте кога ја вкуси краставичката. Тоа задоволство беше толку вкусно, што Биби веднаш го изеде целото резанче. Секој следен ден Биби ги пробуваше сите новини што ќе му ги послужеше баба Клара на масичката. Вкусни му беа и доматот и морковот и компирчињата, но највеќе од се Биби ги обожуваше краставичките и лебот. Убаво се хранеше со најубавата храна за птици со витамини, а јадеше и овошје и зеленчук, па многу бргу од ситничко и слабо пиленце Биби порасна во големо, силно и убаво папагалче.
Еден ден Биби излезе од кафезот и реши дека е дојден денот кога ќе почне да лета. Застана на работна масичката, скокна и почна да мафта со крилјата. Со малку труд Биби пролета. Се вивнуваше и нурнуваше низ воздухот. Вртеше кругови околу лустерот и се огледуваше во стаклото од гобленот над зидот, за на крај да застане на корнизот над прозорецот, каде остана на преспивање. Многу му се допадна погледот од горе и обожаваше таму да го минува времето. Си свиркаше, си пееше и си играше. Еден ден, додека баба Клара правеше салата од краставички, Биби скокна од корнизот и слета на рамето. Таа беше пресреќна. Веднаш се сети дека папагалчето сака краставичка, па полека му подаде парченце, што Биби почна да го грицка. Како минуваа деновите, Биби се повеќе и повеќе се опушташе и се здружи со баба Клара како да ја знае цел живот. Постојано и стоеше на рамо, а таа го шеташе насекаде по станот, го носеше кај соседите на кафе, па дури го изнесуваше и на балконот за да ги гледаат врапчињата и гулабите. Биби си играше со секакви играчки, беше постојано пуштен и не чувствуваше потреба за слобода. Така Биби и баба Клара си живееа заедно, безгрижно и во многу љубов. Еден есенски ден, баба Клара многу се разболе. Нозете почнаа ужасно да ја болат и едва ја успеваше да се грижи за себе. Наскоро лекарот ја препорача да оди во дом за стари луѓе, каде што ќе има кој да се грижи за неа и каде што побрзо ќе закрепне. Биби веднаш свати што се случува и беше многу тажен, бидејќи знаеше дека ако баба Клара оди во домот, тие двајца ќе мора да се разделат, а него ќе треба да го чува некој друг. Баба Клара беше уште потажна, бидејќи и таа го знаеше истото. Знаеше дека каде и да го однесат Биби, најверојатно постојано ќе биде затворен во кафес и ќе биде многу тажен. Биби реши, кога ќе дојде денот за разделба, тој нема да оди во ничиј дом, туку дома во Австралија. Кога дојдоа луѓето да ја носат баба Клара во домот за стари, Биби стоеше на рамото и со главчето ја милуваше по лицето. Се галеа така долго, а потоа Биби застана на еден од подотворените прозорци и со тажни очи ја гледаше баба Клара. Баба Клара, со грудка во грлото и на солзени очи, тивко му рече да оди и му мафна со дланката. Биби црцорна нешто и излезе низ прозорецот, пошто се вивна високо дури до облаците на бескрајното небо. Леташе и со погледот бараше од каде полетуваат авионите. Го бараше аеродромот од каде што го донесува од Австралија. По половина час летање воздогледа аеродромот и почна полека да се спушта надолу, барајќи место каде што ќе слета. Успеа да најде отворен прозорец и слета на металната греда под самиот покрив на аеродромот. Почна да ги разгледува авионите, за да види кој авион има австралиско знаменце и лета за далечната Австралија. Наеднаш, дури Биби разгледуваше, се најде опколен од група на гулаби. Пред него застана Ферди, смелиот водач на јатото, и го запраша. Што бараш тука, несреќнику? Ова е наша територија. Овде нема доволно храна ниту за нас. Биби културно се представи и рече дека не е дојден по храна, туку дека го бара авионот за Австралија за да си оди дома со првиот можен лет. Ферди го повика да го следи и му го покажа авионот кој уште истата ноќ требаше да лета за далечната Австралија. Но имаше еден проблем. Авионот беше патнички, па рече си беше невозможно да се влезе во него. Дури и да успее да влезе, ако го видат луѓето, веднаш ќе го заробат. Но Биби беше решен
и голабите немаат друг избор освен да му помогнат да влезе во авионот незабележано. Во 2 часот по полноќ, кога авионот со отворена врата се движеше да се спои со тунелот низ кој што влегуваа патниците, Биби во придружба на голабите се спушти и влезе во авионот. Слета ниско на тепихот и на брзина се сокри меѓу 2 шкафчиња за храна. Кој си ти? Се зачу глас од тамнината. Јас сум Биби, а кој си ти? Праша Биби. Јас сум Мицко, одговори гласот и во слабиот зрак светлина се појави едно сиво и мало глувче. Овде ли живееш? Запраша Биби. Да, му одговори глувчето Мицко. А ти што бараш тука? Запраша Мицко. Биби му објасни на Мицко дека оди дома и дека мора да остане сокриен се дури авионот не слета. Мицко се понуди да го угости и го одведе под едно седиште на авионот, од каде што се гледаше еден телевизор на кој што играат цртани филмови. Биби седна да гледа цртани филмови, а Мицко замина и по кратко време се врати со полни раце грицки семиња и друга храна. По 20 часа лет, авионот почна да бучи силно и да се спушта за слетување. За кратко, авионот слета и патниците почнаа да го напуштаат. Биби почека да се испразне авионот и кога се осигури дека е празно, се поздрави со Мицко, излезе од подседиштето и летна кон својот дом. Се вивна во облаците и леташе околу 1 час, дури да го најде местото каде што живееше како мал. Кога го најде, се спушти долу и се упати кон дрвото каде беше гнездото. Кога слета во гнездото, неговите родители заедно со Вибо и Нана беа вчудо невидени и пресреќни што нивното најмалечко изгубено пиле Бибонго конечно се врати дома. Го гушкаа и бакнуваа до бескрај, а потоа прославија со вечера од абориџински мушички, црвчиња и десерт од манго и диви бадеми.